Едниот мерен инструмент на 50 метри од складот за електронски отпад во Скопско-Трубарево, кој гореше во саботата, а вториот е на 100 метри во близина на училиштето. Овие два инструменти за мерење на загаденоста на воздухот се поставени од страна на научниците и истражувачи од лабораторијата Амбикон на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Ректорот на УГД и раководител на лабораторијата Амбикон Дејан Мираковски вели за 7 дена ќе бидат познати првичните анализи од мерните станици, кои што континуирано 24 часа наредните 5 денови ќе земаат проби од честичките кои подоцна ќе бидат анализирани. Ќе се анализираат вкупно 32 елементи, како и никел, кадмиум, арсен, олово и жива. Ќе ни бидат потребни 7, па и се надевам најбрзо 7 дена, за да можеме да ги објавиме резултатите од овие 5 дена, бидејќи се враќаат назад примероците поминуваат строга постапка на анализа и дури потоа би можеле да ги објавиме првичните прелиминарни резултати. А во моментот имаме поставено два типа на уреди, таму два уреди се секвенцијални земачи на проба, кои што земаат континуирано 24 часа, земаат проба, ги собираат честичките на филтри и тие филтри ќе бидат подоцна анализирани во текот на оваа недела, ќе бидат анализирани во лабораторијата. Као што кажав, првичните резултати почетокот на идната недела. Анализите вклучуваат целосен состав, хемиски состав од аспект елементарен состав на честичките, како и дополнително се анализираат водено-растворливите иони, нитрати, сулфати и амониум иони, хлор, калиум и елементарен јаглерод. Значи, тоа е стандарден сет на анализи кои што ќе ни овозможи заедно со металите, вклучително и регулираните метали, да направиме проценка на квалитетот на воздух во наредните неколку дена. Што ќе мерите? Какви метали? Као што кажав, елементарниот состав вклучува во себе повеќе метали, некаде 32 елементи анализираме вкупно и ги вклучуваме и регулираните метали, никел, кадмиум, арсен, олово и жива. Со каква опрема ќе мерите? Значи, тоа е стандардна опрема, референтни системи за земање на проби, кои што ги земаат честичките, ги селектираат на филтер, кој подоцна се анализира хемиски, исто согласно референтна стандардна метода, во која честичките се анализираат на специјален уред, рентгенски флуоресцентен спектрофотометар, кој што овозможува без деструкција да го анализираме елементарниот состав, кажав, од натриум па до ураниум, 32 елементи. За сега не може да се утврди зоната на дисперзија на честичките што се ослободени во воздухот по пожарот. Тоа зависи од количината и видот на материјалот што изгорел, но и од атмосферските услови. Правична проценка тешко може да се направи, бидејќи се уште нема точни информации што точно имало во складот. Мираковски појаснува дека со согорувањето на литиумските батерии и пластика се формираат и гасови, и честички, и дел од нив се трајни органски загадувачи. Зоната на дисперзија е многу тешко да се оцени и зависи многу од количината на материјалот кој што гори, видот на материјалот кој што гори, атмосферските услови у дадениот момент какви се, дали се распрскува со ветар, се расширува, у која зона се расширува. Генерално зависи од типот на пожарите, меѓутоа индикативно од тоа што го спомна еве и единиците на армијата кои што ги тестираа од аспект нели на непосреден ризик, го тестираа квалитетот на воздух, зоните, радиусите не се екстремно големи, иако расфрлањето на честичките може да биде во екстремно голем радиус. Сега, кога се расфрла во поголем радиус и концентрацијата се намалува, јас искрено се надевам дека освен непосредната зона нема некоја многу широко распространета контаминација. Меѓутоа тоа мора да се докаже, би било некоректно било каква споредба да кажеме за големината на зоната, да кажеме овој дел е контаминиран, овој не е контаминиран. Тие честички, па и дел од гасовите се врзуваат на честичките, се таложат дали непосредно во зоната или во поширокиот регион и дел од тие загадувачки материи се органски трајни, се нарекуваат persistent organic pollutants или трајни органски загадувачи,
тие може да останат подолго време во атмосферата, во животната средина и затоа верувам ќе следуваат истражувања и на почвата и на водите у регионот за да се види колкава е таа зона и дали треба да се преземат дополнителни мерки за чистење на зоната и нејзина санација. На кој начин ќе се чисти таа зона? Постојат повеќе начини. Постојат повеќе начини, меѓутоа пак ќе кажам, било каква дискусија сега е навистина неблагодарна. Може би има концентрации, може би и нема концентрации. Ние споредуваме сега, имате големи индустријски несреќи, кај нас не се работи за фабрика, туку за склад, за кој за жал нема точни информации што точно колкови количини имало од материјали внатре, кога ќе се добијат сите информации, може да се направи со реверзибилно моделирање да се процени зоната, а може и со директно земање на примероци од околината по некаков распоред, да се утврди колкава е таа зона која што представува ризик. Иако, како што кажав, тоа зависи од многу фактори и било каква дискусија, расширувањето у поголем простор до некаде ја намалува концентрацијата и не би требало да се очекува хемиски ризик во некоја екстремно голема зона. Освен на воздухот, предвидено е да се прават анализи на водата и почвата во регионот на Скопско-Трубарево, каде изгоре објект за електронски отпад. По утврдувањето на анализите ќе биде познато дали ќе треба да се врши чистење и санација на евентуално контаминираната зона.